Најпрво сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот канал и да ви се заблагодарам за вашата доверба и одвоено време. А сега да преминеме на видеото. Добродојдовте во свет каде што вистината е почудна од фикцијата. Откривање на мистериите, НЛО и средби со вонземјани. Добродојдовте на извонредно патување во загадочниот свет на НЛО и средби со вонземјани. Подгответе се за искуство кое ви го проширува умот и воодушевува за разлика од кое било друго. Добродојдовте во светот каде што НЛО се издигнуваат, а вонземјаните наповикуваат да ги истражиме длабочините на необичното. Во ова видео на YouTube навлегуваме длабоко во доменот на необјаснивото, истражувајќи убедливи докази, извештаи на очевидци и теории кои го предизвикуваат умот околу вонземските феномени. Од неидентификувани летечки објекти кои им пркосат на законите на физиката до необјаснети воздушни феномени на кои сведочат веродостојни извори. Овие средби ќе ве натераат да се запрашате што се наоѓа надвор од нашата земна област. Во ова и наредните видеа тргнуваме на невидено патување за да откриеме скриени вистини, од ексклузивни интервјуа со врвни експерти во областа, вклучувајќи реномирани истражувачи, астрофизичари и поранешни владини функционери, кои го посветија својот живот на разоткривање на енигмата за НЛО. Ќе навлезам во доверливи документи, протечени информации и сведоштва на доушници кои фрлаат светлина врз тајните владини операции и прикривањата околу вонземските феномени. Подгответе се за шокантни откритија и непобитни докази кои ќе ве натераат да се сомневате во се што мислевте дека знаете. Но не завршува тука. Ќе се впуштиме и во неистражени теории, испитувајќи ја врвната технологија инспирирана од наводните средби со вонземјани. Од обратно дизајнирани погонски системи до напредни извори на енергија, ќе ги истражиме фасцинантните технолошки достигнувања на кои може би влијал контакт со туѓи цивилизации. Добродојдовте во волшебното царство на НЛО и средби со вонземјани. Она што ќе ви го представам е од интервјуа од искусни истражувачи, почитувани уфолози и сведоци, кои наишле на блиски средби од неидентификуван вид. Нивните приказни ќе ги предизвикаат вашите перцепции и ќе ја разгорат вашата љубопитност за постоењето на интелигентен живот надвор од нашата планета. Но тоа не застанува тука. Ќе нуркаме во владини документи, декласифицирани досиеа и ќе истражуваме историја на истрагите за НЛО, расветлувајќи ги некои од најзбунувачките случаи што ги збунуваат експертите со децении. Од Розвел до областа 51 ќе ја разоткриеме мрежата на тајност околу овие иконски знаменитости на уфологијата. Во ова видео, кој ќе ви предизвика размислување, ќе испитуваме различни теории за потеклото на НЛО и можноста за вонземски посети, од антички теории на астронаути до интердимензионални суштества. Размислуваме за импликациите на контактот со напредните цивилизации и како тој би можел да ја обликува иднината на човештвото. Од убедливи сведоштва на очевидци до убедливи фотографии и видеа ќе ги испитаме најинтригантните докази, одвојувајќи ги фактите од фикцијата и нуркајќи во царството на необјаснивото. Ќе истражуваме теми како што се киднапирање од вонземјани, кругови на култури, прикривање на владата и потрага по вонземска интелигенција. Дополнително ќе навлеземе во историски извештаи за средби со суштества од други светови, испитувајќи ги древните цивилизации, религиозните текстови и културните артефакти за индиции што укажуваат на минатите интеракции со напредните цивилизации. Подгответе се да го проширите вашиот ум и да ја разгорите вашата имагинација додека се впуштаме во непознатото. Дали сме сами во универзумот или има нешто повеќе во приказната? Дали мислите дека покрај толку стотици милиарди звезди и планети во универзумот може да постоиме само ние и да бидеме единствената напредна цивилизација? Придружите ми се во ова волшебно истражување додека се обидувам да ги откријам мистериите околу НЛО и средби со вонземјани.
Не заборавајте да лајкнете, коментирате и да се претплатите на мојот канал за да останете ажурирани за нашето фасцинантно патување низ непознатите теории на феноменот НЛО и многу други теми. Притиснете го звончето за известување за први да дознаете кога објавувам нова и воодушевувачка содржина. Отворете го вашиот ум и придружете ми се во оваа несекојдневна авантура. Исто така ве поканувам да се вклучите во дискусија во делот за коментари под видеото. Споделете ги вашите размислувања, лични искуства и теории за НЛО и средби со вонземјани и за многу други теми. Вклучете се со нашата заедница истомисленици кои се подеднакво страсни за откривање на вистината зад овие мистериозни феномени и многу други теми и мистерии и малку познати работи. Запомнете, ова е потрага по знаење, отворениот ум е од суштинско значење. Ајде да пристапиме на оваа тема со љубопитност, критичко размислување и почитување на различни гледишта. Заедно можеме да навлеземе подлабоко во неистражените теории на НЛО и вонземјани, проширувајќи го нашето разбирање за универзумот и нашето место во него. Еден значаен случај кој привлече значително внимание во областа на видувањата на НЛО и киднапирање е случајот со киднапирањето на Бети и Барни Хил, кој се случил во 1961 година. Бети и Барни Хил, меѓурасна двојка од Њу Хемпшир, пријавиле дека доживеале видување на НЛО и последователно киднапирање додека се возеле кон дома. Тие тврдеа дека забележале чудно летало на ноќното небо кој ги следи и се приближувало до нивното возило. Обземени од страв, тие опишаа период од пропуштено време, а тие биле однесени на бродот од суштества за кои верувале дека се вонземски. Под хипноза и Бети и Барни дадоа детални извештаи за нивните искуства со киднапирање. Тие опишаа дека биле подложени на медицински прегледи, вклучително и вадење на телесни течности и дека имале телепатска комуникација со субјектите. Приказната за Хилс привлече големо внимание и стана еден од најпознатите случаи на киднапирање во историјата на НЛО. Она што го направи забележливо случајот Хил беше нивото на детали што го обезбеди парот независно за време на сесиите за хипноза. Нивните сведоштва споделуваат слични елементи, вклучувајќи го и изгледот на суштествата и внатрешноста на објектот. Случајот исто така беше значаен бидејќи се случи пред популаризација на концептот киднапирање од вонземјани, што доведе некои да тврдат дека нивните сметки не биле под влијание на медиумите или културните наративи. Случајот Бети и Барни Хил беше опширно проучуван и анализиран низ годините, додека некои истражувачи го сметаат за убедлив доказ за вистинско киднапирање, други остануваат скептични и предлагаат алтернативни објаснувања, како што е комбинација на психолошки фактори, погрешни толкувања или измами. Случајот продолжува да биде предмет на дебата и фасцинација во заедницата на НЛО и пошироко до ден денес. Друг добро познат случај во доменот на видување на НЛО и киднапирање е случајот Тревис Волтон, кој се случил во 1975 година. Тревис Волтон и група дрвосечачи работеле во националната шума Апачи Сид Грифс во Аризона, кога наишле на НЛО. Според изјавите на сведоците, тие забележале блескав предмет како лебди над дрвјата. Заинтригиран и исполнет со мешавина од љубопитност и страв, Волтон му пришол на леталото и тогаш го погодило зрак светлина што го онесвестило. Придружниците на Волтон, плашејќи се за својата безбедност, панично избегале, но кратко време подоцна се вратиле за да го побараат Волтон, но не можеле да најдат никаква трага од Волтон или НЛО-то. Тие го пријавиле неговото исчезнување на властите, пошто започнале интензивна операција за пребарување која траела неколку дена, при што полицијата едно време ги обвинила неговите колеги и за убиство на Волтон. Но Волтон на крајот повторно се појавил, дезориентиран и со приказна за тоа како бил одведен на НЛО-то и средба со чудни суштества. Под хипноза, Волтон и неговите колеги дадоа детални извештаи за настаните околу киднапирањето. Тие опишаа дека виделе објект
како ги наблюдувале хуманоидни ентитети. Случајот привлече значително медиумско внимание, станувајќи основа за книгата Искуството на Волтон и последователната филмска адаптација Оган на небото. И покрај тековната дебата, случајот е еден од најпривлечните и најшироко дискутирани извештаи за киднапирање во историјата на НЛО. Секако, еве и друг интригантен случај во доменот на видување на НЛО, а тоа е инцидентот во шумата Рендлшам, познат и како британскиот Розвел, кој се случил во декември 1980 година. Инцидентот се случил во текот на неколку ноќи во воените бази РАФ Вудбридж и РАФ Бентвотерс во Сафолк, Англија. Неколку воени лица, вклучително и војници на американските воздухопловни сили, кога вакви луѓе ќе пријават ваков случај, сепак дава некоја друга тежина на овој случај. Тие пријавиле дека биле сведоци на чудни светла и приземјен брод во блиската шума Ренделшам. Еден од клучните сведоци беше заменик командантот на базата, подполковник Чарлс Халт. Првата ноќ безбедносната патрола забележала необични светла како се спуштаат во шумата. По истрагата, тие пријавиле дека виделе метален триаголен објект со чудни хиероглифи и ознаки. Подполковникот Халт, кој беше присутен во текот на следните ноќи, лично бил сведок на светлата и ги снимил своите наблюдувања на аудиолента. Аудиото го снимил Халт, опишувајќи снопови светлина, привидни ознаки, заслетување и отчитување на радијација. Тој исто така пријавил средби со неидентификувани објекти кои маневрираат на небото, покажувајќи неконвенционални шеми на летот. Извештајот на Халт и сведочењата на другите сведоци ги потикнаа шпекулациите за присуство на вонземски објекти во шумата Ренделшам. Инцидентот во Ренделшам Форест предизвика значителен интерес и беше предмет на бројни истраги и дебати. Додека некои веруваат дека станува збор за вонземска средба, други, како и секогаш, предлагаат алтернативни објаснувања, вклучувајќи воени експерименти, погрешни толкувања на природни феномени или дури и измама. Инцидентот има значење поради неговата поврзаност со воениот персонал и очигледната документација и потврда на настаните. Случајот привлече внимание и во заедницата на НЛО и меѓу истраживачите кои ги проучуваат пошироките импликации на неидентификувани воздушни феномени. Како и во секој случај, важно е да се пристапи кон инцидентот во шумата Ренделшам со критичко размислување и да се земат предвид достапните докази, сведочењата на сведоците и алтернативните објаснувања. Тековната истрага за овој случај служи како потсетник за сложеноста и мистеријата околу средбите со НЛО, предизвикувајќи дополнителна љубопитност и истражување на непознатото. Важно е да се пристапи кон вакви случаи со критичко размислување, земајќи ги предвид достапните докази, сведоштвата и потенцијалните алтернативни објаснувања. Комплексноста и субјективноста на случаите на киднапирање прават предизвик да се воспостават дефинитивни заклучоци, оставајќи простор за тековната истрага и истражување на мистериите околу средбите со НЛО. Ви благодарам што ми се придруживте во оваа инзвонаредна авантура. Во секое мое видео на YouTube ќе ви ги донесам најновите ажурирања за забележаните НЛО, најновите вести и значајните случувања во областа на уфологијата и на многу други теми. Каналот ќе ви представува тврдења од посветени истражувачи и експерти и ќе ги анализира доказите од интервјуа и ќе ги истражува интригантните студии на случаи за да фрли светлина на збунувачките феномени кои продолжуваат да ја пленат нашата имагинација. Но не се работи само за доказите, тука сум да поттикнам дискусија за да се вклучам со вас во дискусијата. Сакам да ги слушнам вашите мисли, теории и лични искуства. Ве охрабрувам да ги споделите вашите сопствени приказни во делот за коментари и да се придружите на глобалната заедница на поединци кои се страсни за истражување на мистериите на универзумот и за многу други теми. Не заборавајте да го лајкнете, коментирате и споделите ова видео со колегите ентузијасти кои се подеднакво љубопитни за непознатото. Заедно можеме да ги прошириме нашите хоризонти, да го предизвикаме статус квото
и да ги откриеме тајните што лежат надвор од звездите. Во престојните видеа имам волшебна постава на содржини што ќе навлезат уште подлабоко во областа на НЛО и средби со вонземјани. Еве еден мал поглед на она што може да го очекувате. Повторен преглед на Розвел. Повторно го разгледуваме злогласниот инцидент Розвел, истражувајќи нови докази и сведоштва на очевидци кои го оспоруваат официјалното објаснување. Подгответе се за испитување кое предизвикува размислување за еден од најзначајните настани во историјата на НЛО. Светлата над Феникс. Придружете ни се додека ги истражуваме масовното НЛО што се случи над Феникс, Аризона во 1997. Ќе ги анализираме снимките од интервјуа на сведоци и ќе ги истражиме теориите за овој необичен настан што остави илјадници луѓе во страв. Случки од киднапирање. Слушнете застрашувачки извештаи од прва рака од поединци кои тврдат дека биле киднапирани од вонземски суштества. Ќе се нурнеме во психолошките и физичките аспекти на овие средби, испитувајќи ги сличностите и образците што се појавуваат. Антички астронаути. Истражете ја привлечната идеја дека античките цивилизации биле под влијание или посетени од напредни вонземски суштества. Ќе ги испитаме античките текстови, археолошките откритија и архитектонските чуда кои укажуваат на можна поврзаност меѓу луѓето и вонземјаните низ историјата. Објавување на владата. Бидете во текст со најновите случувања за владините напори за откривање во врска со НЛО и средби со вонземјани. Ќе ги анализираме официјалните извештаи, конгресните сослушувања и импликациите на овие обелоденувања за разбирање на човештвото за нашето место во универзумот. Возбуден сум што ве имам како дел од нашата заедница додека заедно се впуштаме во непознатото. Заедно ќе ги откриеме мистериите, ќе го истражиме извонредното и ќе го прошириме нашето разбирање за она што лежи во и надвор од нашиот свет. Добродојдовте во свет каде што вистината е почудна од фикцијата. Добродојдовте во волшебното царство на НЛО и средби со вонземјани. Во нашето престојно видео, а и наредните видеа на YouTube, истражувањата на НЛО и средби со вонземјани го подигнуваме на сосема ново ниво. Подгответе се да бидете потопени во револуционарна истрага што ќе ги помести границите на нашите разбирања и ќе разгори вашата имагинација. Но не завршува тука. Ќе се впуштиме и во неистражени теории, испитувајќи ја врвната технологија инспирирана од наводните средби со вонземјани. Ќе ги анализираме шемите, карактеристиките и однесувањата на НЛО, оставајќи врски помеѓу различни случаи и откривајќи ги скриените пораки што би можеле да ги содржат. Во текот на видеото ве охрабрувам да останете отворени и да се вклучите во дискусија. Споделете ги вашите мисли, теории и лични искуства во делот за коментари и станете активен учесник во потрагата по вистината. Претплатете се сега и придружете се на нашата растечка заедница на трагачи на вистината и ентузијасти. Добродојдовте во редовите на откритието. Случаите за киднапирање се некои од најинтригантните и најконтраверзните аспекти на феноменот НЛО. Овие случаи вклучуваат поединци кои тврдат дека биле преземени против нивна волја од вонземски суштества кои најчесто се нарекуваат киднапирање од вонземјани. Еве подетален поглед на случаите за киднапирање и некои клучни аспекти поврзани со нив. Лични искуства. Случаи за киднапирање обично вклучуваат живописни сеќавања дека биле однесени на НЛО или на кои се сретнале чудни суштества. Луѓето или наречени жртви често опишуваат низа настани, вклучително и имобилизирање, подложување на медицински прегледи, а понекогаш дури и телепатска комуникација со вонземски ентитети. Вообичаени елементи. Иако случаите за киднапирање може да се разликуваат во нивните детали, постојат неколку теми и елементи кои се повторуваат, за кои многу искуства известуваат. Тие вклучуваат присуство на силна светлина, пропуштено време, каде што поединците немаат сеќавање за одреден период, чувство на лебдење или левитација и чувство дека се наблюдувани или надгледувани. Емоционално влијание. Случаите за киднапирање често имаат длабоко емоционално влијание врз вклучените поединци. Многу искуства пријавуваат чувство на страв, збунетост и чувство на немоќ за време и по наводното киднапирање.
Искуствата може да имаат долготрајни ефекти врз нивната психолошка благосостојба и личните верувања. Регресивна хипноза. Во некои случаи поединците бараат помош од регресивна хипноза за да ги отклучат потиснатите спомени поврзани со нивните наводни киднапирања. Под хипноза тие може да се присетат на дополнителни детали или да добијат подлабоко разбирање за нивните искуства. Сепак важно е да се забележи дека хипнозата може да биде контраверзна техника, а точноста и веродостојноста на сеќавањето добиени од подхипноза се предмет на дебата. Скептицизам и алтернативни објаснувања. Извештаите за киднапирање привлекуваат значително внимание и дебата во рамките на научните и истражувачките заедници за НЛО. Скептиците често предлагаат алтернативни објаснувања како парализа на спиење, живописни соништа, халуцинации или психолошки феномени, за да се објаснат пријавените искуства. Подржувачкото истражување, некои истражувачи и организации спроведоа студии и анкети за да соберат податоци за сметките за киднапирање. Овие напори имаат цел да ги анализираат заедничките карактеристики, образците и психолошките аспекти поврзани со овие искуства. Сепак, поради субјективната природа на овие извештаи, научниот консензус за реалноста и природата на киднапирањата од вонземјани останува неоспорлив. Важно е да се пристапи кон сметките за киднапирање со критичка и слободоумна перспектива, признавајќи дека поединците искрено веруваат во нивните искуства. Дали овие искуства се резултат на психолошки фактори, на дворешни влијанија или вистински средби со вонземски ентитети, се уште е предмет на тековното истражување и дебата. Проучувањето на сметките за киднапирање продолжува да придонесува за нашето разбирање на човечката психа, природата на свеста и сложеноста на феноменот на НЛО. Истражувачите и искуствата се стремат да ја откријат вистината за овие збунувачки средби и да фрлат светлина на мистериите што лежат надвор од нашето разбирање. Ви благодарам што ми се придруживте во ова извонредна авантура и возбудлива експедиција. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.